Здраво, ова е бонус издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е изборот на топ 10 филмски остварувања за 2025 година, а оваа година изгледав 437 филмови, драстично помал број изгледани филмови од минатата година, односно 150 драми и комедии, 205 жанровски остварувања кои вклучуваат хорор, трилер и научна фантастика, 59 документарци, 23 класики на кои се имам навратено во оваа година, или пак сум ги открил дури сега, бидејќи секогаш постои можност за пополнување на дупките во филмското гледачко искуство. Тоа е и моето животно мото, но и мото на оваа емисија. И оваа година ќе ви потврдам дека никогаш не е предоцна за први филмски впечатоци. Овој драстичен пад на гледаност се рефлектира и на ужасно малиот број на изгледани 30 на ТВ серии, така што ако го барам виновникот за намалениот број на изгледани филмски остварувања, секако дека морам да го напоменам десеткратно зголемениот број на преслушани музички албумски остварувања и повратничката љубов кон оваа уметничка гранка за која стекнав нов жар, но исто така и неоправдано потрошените часови на колеги јутјубери и нивните содржини, како и боледување кои ме попречија во реализирањето на редовните епизоди од Видеологија. Меѓутоа, јас не сум човек што прстот го покажува во другите, туку прстот ќе го насочам кон себе си и кон моето недоволно дисциплинирано гледачко искуство, кое ветувам дека ќе го подобрам оваа година, која ни предстои, кое исто така се должи на моето разочарување од неквалитетот кој беше понуден во рамките на светската филмска индустрија, која одамна е претворена во фастфуд ресторан, меѓутоа непрестојното репродуцирање на истородни млитави филмови кои не нудат некаква варијација на клишејата на кои се темелат, оваа година роди аверзија кај мене и ме оттргна од голем број на филмови кои вообичаено би ги погледнал, но филмски критичар сум и немам право да се жалам, затоа што во описот на дејноста ми стои дека треба залудно да трошам стотици илјади часови од животот на нискоквалитетни беззначајни филмови и ТВ серии, со надеж дека ќе спасам некого од тоа залудно потрошено време со непрепорачување на следачите на Видеологија. Ќе ви напоменам и оваа година дека моето одење на филмските фестивали и работењето на Монаки ми овозможува гледање на огромен број на неевидентирани филмови, за кои не правам рецензии во Видеологија, се додека не станат тие филмови дигитално достапни. Сметам дека тоа е многу народско решение, за разлика од моите колеги кои не знаат уста да затворат какви филмови гледале на фестивалите и тоа што е пострашно, тие филмови им завршуваат на топ 10 листи, дела недостижни за широка дистрибуција, што се сведува на општ чалам и ништо повеќе, бидејќи нема тука простор за образување на размена на гледачки искуства и доживувања, согледби и дискурс со гледачкиот аудиториум, туку само бегло попување и егоизам, што според мене е бескорисно, бидејќи јас се занимавам со филмска критика не само за да го проследам и анализирам квалитетот на делото, туку да ги споделам со останатите гледачи со надеж дека ќе иницира некаков разговор, по можност во живо, за да се создаде простор за развој на здрава критичка мисла, ослободена од неосновано хејтерство и суетен фалоспев. Затоа и не се водам според годините на IMDb и ве замолувам да ги занемарите кога е во прашање мојот избор и оваа емисија, бидејќи јас имам многу поедноставни постулати. Од 1 јануари до 31 декември сите филмови кои ќе успеам да ги пронајдам на дигиталните платформи ќе бидат земени предвид во изборот, без разлика дали IMDb ги условува дека се 2024 или 2025 година на издавање, затоа што тие години важат за странски фестивали и петтемина кои ја посетиле проекцијата во Мисури или во Вајоминг, а не за широка дистрибуција. Доколку бил достапен, а не сум го гледал, тоа е мој пропуст и се уште ќе си важи дека станал достапен 2025 година, кој ми е виновен што не сум го ставил повисоко на листата на чекање, односно за гледање. Најголемите нерани мајковци кои се провлекуваат преку годишната бариера се токму оскаровците и останатите филмови кои имаат предстојни номинации за награди во 2026 година, кои играле на фестивали на почетокот на годината, но дистрибутерите ги чуваат за трката за награди
и поради подоцнежното одбивање на манифестацијата, ќе ги направат достапни скринерите во 2026 година, така што благодарение на нивните подмолни игри нема да ги вклучам како филмови од 2025 година, па нека се во колизија со филмови кои ќе имаат предност 11 месеци да учат од нивните грешки. Сепак, треба да се агитира и потплаќа гласачкото тело на секој можен начин да се дограваат до тие награди, кои ќе има возможат отворени врати во студискиот систем за наредните медиокритетни дела од овие автори. За гледачите на видеологија не треба да се повторувам и објаснувам дека 50 филмови кои ги рецензирам во секоја засебна епизода во годината се всушност филмови кои ги исполниле високите естетски квалитети да бидат избрани да се составен дел од емисијата на неделно ниво, што значи дека ако некој ваш омилен филм е одсутен од овие епизоди, тогаш во прашање се 3 случаи. Мал процент отпаѓање на филмови кои не сум имал можност се уште да ги погледнам, малку поголем е бројот на тие што никако да дојдат до својата епизода, затоа што таа недела некој друг го заземал нивниот примат, односно нивното место, па тие се некаква условно кажано замена за летниот сушен период, или сум заборавил да им го дадам заслуженото внимание, но тие се на листа која трпеливо ги чека своите 10 минути на видеологија, така што нема каде да бегаат и последната најголема групација на филмови кои не ги исполнуваат естетските вредности и моите мерила, што е индиректна непрепорака од моја страна за тие филмови. Јас одговарам за анализираните 50 во емисијата, останатите се на ваша глава. И оваа година се случи неудобноста која секоја година неуспешно ја избегнувам, а тоа е наплив на квалитетни филмови, недоволен простор за нивно анализирање, што го истиснува објавувањето на изборот на најквалитетен филм според видеологија од декември во јануари, бидејќи тој проклет месец сум растргнат во правење на останати топ листи, паралелно со рецензирање на филмовите од месецот, така што комплетирањето на 50 епизоди само по себе станува неостварливо чудо, кое бара многу жртви, па затоа ја оставам листата за јануари. Сегрегацијата и оваа година ја направив на топ листа на хорор филмови, која ја представив во Дансе Макабра, филмови кои во секој поглед се супериорни од листата на видеологија и не би било вред да се надпреваруваат со нив, затоа што би ги намачкале на леп за појадок и затоа се наоѓаат во различни табори, затоа што за нив се суди со помош на дополнителни критериуми кои се темелат на жанровските конвенции и нормативи, кои мелодрамите не ги поседуваат и затоа секој се наоѓа во својот дел од рингот. Во изборот на филмови ќе напоменам зошто токму тие дела се издвоени од севкупниот број на изгледани остварувања и зошто сметам дека секој човек треба да ги има погледнато минимум по еднаш во својот краток живот, без разлика дали му се допаднале или не. Тука сме да уживаме во убавината на филмот и неговата моќ да ни овозможи да погледнеме во туѓите животи со надеж да научиме нешто повеќе за себе си и за другите. Видеологија не е подкаст и јас не сум циркузант кој сака да создаде вирален момент и исцили раст на следеноста на каналот по секоја цена. Напротив, јас сум тука за да им понудам квалитетна анализа на малкуте кои се заинтересирани за значењето на филмската уметност, а не да ги забавувам тие што повремено ќе се појават со внимание на врапче и користење на интернет како меме за културна размена меѓу кликачите и гледачите на сториња на кои им скапува мозокот од ден во ден. Затоа и многу ме радува кога ќе се сретнам со гледачи и слушачи на видеологија, кои го одвојуваат нивното слободно време да ме слушаат што имам да кажам за филмот, што го погледнале, и ми го дадат нивното мислење што секојаш ми причинува задоволство да го слушнам. Доследно се држам до мантрата на видеологија на квалитет наспроти квантитет, иако во овие 8 години со над 400 епизоди неизбежно ја се создаде квантитет. Со други зборови, фала ви што ме слушате, знам дека постоите и имате ваше мислење и право на квалитетен филм, така што вашето внимание нема да биде злоупотребено во видеологија. Жално е што мал дел од домашните филмски работници ја следат емисијата, затоа што доколку би го направиле тоа, би дознале кои се квалитетите кои се бараат од еден филм и истите согледби до кои доаѓам јас во емисијата се коментарите кои ќе ги добијат од селекторите кои нема да ги прифатат нивните филмови на филмските фестивали, но сезнајноста и глупоста се браќа од иста мајка, така што секој има право да го даде своето внимание на каква и да сака содржина на оваа бесконечна платформа. Видеологија ќе биде посветена на љубителите на филмот кои сакаат да слушнат што имам да кажам за нивните омилени
филмови, да откријат некоја моја препорака, затоа што со самото тоа што некој филм заврши во видеологија, тоа треба да биде доволен сигнал дека е во прашање врвно дело кое се издвојува од останатите. Така што седнете во удобноста на вашите домови, опуштете се и започнуваме. На 10-то место се наоѓа Бугонија во режија на Јоргос Лантимос, во кој Теди и Дон, глумени од Джеси Племенс и Ајдан Делбрис, ќе ги напираат Мишел, глумена од Ема Стоун, директорка на фармацевска компанија која сметаат дека е воземјанка од Андромеда. Минатата година Poor Things беше високо рангиран, а оваа година мислам дека Лантимос е соодветен да ја отвори листата со ремейкот, кој сам по себе е бизарен, подпирајќи се на одлепениот корејски оригинален филм, кој беше збогатен со визуелниот печат кој го поседува кралот на грчкиот Weird Wave. Актерскиот двоец Племенс и Стоун беше синхронизиран како никогаш дотогаш, а сепак успеа да биде актуелен и ја отслика финансиската поделба на тие што раководат со конгломератите и обичните работници на чие што под се надвиснуваат и растат низ децениите, јас кој може само да доведе до отворање на простор на заговори и останато искривување на вистината, кој за волја на овој филм се докажува и дека не е толку далеку од неа, само премногу е неверојатна за да и се верува. Да снимаше Лантимос оригинално дело, наместо да ремейкува туѓ труд, ќе беше погоре во листата, доколку беше квалитетно се разбира. Во случај да не е, нема да заврши на листата, доаѓало и до тоа, ама неприродно е листа на видеологија без носителот на првата епизода на емисијата. Не е ни чудно што Астер го продуцира и мислам дека ако ве прашаат каква ви беше 2025 година, ако им одговорите само со Бугонија, нема да сгрешите, освен ако би била како материјалист. Тогаш, жал ми е за вас. На 9-то место се наоѓа Сулејман Стори од Борис Лојкин за филм за Сулејман Сангаре, глумен од Абу Сангаре, мигрант во Париз кој работи како доставувач на храна, со кој се запознаваме 2 дена пред фамозното интервју за добивање на азил, па во тие денови сме рамо до рамо со ликот, додека се обидува да преживее во срцевината на туѓата Франција. Ова е филм кој остави силен впечаток на мене, кој траеше во текот на годината, затоа што околностите во кои се одвиваа бројните неправди, во кои се вовлекуваше ликот, многу лесно се преслика на растењето на мојот гнев и неможноста да му бидам од помош на овој лик, кој има избегано од филм на браќата на Дарден, односно сними поддарденовски филм од нивните дела оваа година. Овој филм од француските улици ни овозможи да насликаме портрет на денешницата со помош на различните маргиналци кои циркулираат низ градскиот крвоток и се растргнати од секакви искористувачи насред нивната екзистенцијална борба. Затоа е потребна огромна сила за да се подлегне на тој невидлив товар и волја да се стане од кревет и започне новиот ден, без разлика на тоа што дискутабилно е дали ќе има кров над глава до крајот на ноќта. Непосредно е поврзувањето со ваквите централни ликови, чија што агонија ја посведочуваме во континуитет и го развива нашиот капацитет за емпатија, додека ни одржува лекција за хуманост и стоицизам. Дури и да имал минато, нали Кио Капитано, мигрантот Сулејман и по огледањето на филмот ќе продолжи да доставува храна и откако ќе го погледнеме од јавниот кајрон, а кога ќе ви дојде дома доставувач на храна, потсетете се на Сулејман, барем за еден миг. На 8-мо место се наоѓа One Battle After Another од Пол Томас Андерсон, во кој Боб, глумен од Леонардо и Каприо, е поранешен револуционер од терористичката организација French 75, кој иако живее живот во прогон, повторно ќе треба да се активира во неа, затоа што неговиот непријател, полковникот Стивен Џей Локџо, глумен од Шон Пен, трага по преостанатите членови од организацијата за да ги уапси, целејќи и на ќерката на Боб, која нејзиниот татко ќе се обиде да ја пронајде и ослободи. Еден од поново рецензираните филмови успеа да се избори за своето место на листата, затоа што PTA се осмели да се оттргне од оковот на предвидливите очекувања кои важат за неговата филмографија и да сними пулсирачки филм, исполнет со комични ситуации, да прикаже и генерацијски судири, но исто така и да го поведе секој гледач на една авантура од двете страни на границата и создаде бескрупулозен антагонист на кој може да му подзавидат останатите филмови и овозможи еден сатиричен поглед во расистичките елитни кружоци. Филмот е неудобно возење, менува брзини, фаќа кривини,
нагло успорува и забрзува, дури и непотребно заобиколува, меѓутоа нужно е ние да бидеме совозачи, затоа што режисерот го има воланот цело време во неговите раце и без разлика дали ние сакаме да одиме таму кај што вози или не, треба да имаме доверба во неговите возачки способности. Во спротивно, исто како и Лео, може да си скокнеме од автомобилот и да си продолжиме пешки. На 7-мо место се наоѓа Никлбојс од Рамел Рос, во кој Елвуд Къртис, глумен од Итан Херисе, е бруцош кој во 60-тите години ќе автостопира со човек кој има украден автомобил и поради криминогениот чин ќе заврши во поправен дом за момци во Флорида, каде ќе се обиде да преживее во оваа злоупотребувачка институција, во која полесно се завршува под земја отколку да се рехабилитира еден престапник на законот. Секако дека причинителот зошто легитимно е рангирањето на овој филм е поради иновативниот пристап за гледање со помош на туѓите очи, односно вперувањето на објектив во второто лице, што сите ќе признаеме дека е реткост во филмската историја, затоа што субјективниот кадар најчесто е во фокализација на првото лице, но во ова дело значаен е начинот на кој се образува приказната за протагонистот низ туѓите очи. Но не е значајна само формата, туку и содржината која јасно говори за дискриминацијата од минатото, која многу лесно може да се повтори и денес во државата која и тоа како милува да ја подпира својата економија на затворскиот систем и бесплатната работна сила во него. Токму поради тие вонвременски паралели го прават ова дело да содржи согледба на обесправеност која ќе одекнува низ епохите, без разлика дали гледачот повеќе време поминува зверејќи се во мобилниот телефон отколку во платно, затоа што толкав е фитилјот на вниманието. Злото се пакува во различна амбалажа, со различна грамажа и најдобро просперира ако се употреби во средина каде премолчува добриот човек поради злобните. Доволно е само еднаш да се биде на погрешно место во погрешно време, за да се заврши во ќорсокак во турбината од машината на пеколот на земјата. Животот е кревок, а смртта се храни со секое мало невнимание. На 6-то место се наоѓа Late Shift од Петра Биондина Волпе, во кој Флорија е глумена од Леони Бенеш, посветена и исполнителна медицинска сестра на хируршкиот оддел, која задолжително е да ги згрижи пациентите и да им обрне внимание на нивните потреби, но нивниот број неколку пати го надминува бројот на медицинските сестри, што значи дека тој што нема да може да дојде на ред кај сестрите ќе биде прв на ред во одделот на смртта. Уште еден од филмовите од листата кои се гледаат во еден здив, ако воопшто му дозволи на гледачот да вдиши. Бидејќи во даден миг ќе почувствувате дека крајот на смената изгледа се пооддалечен со посетата на секој нов пациент и барањето на вниманието од веќе посетените. Во таа спрега на невозможноста на постоењето на мултитаскинг настанува фаталната грешка, која ќе започне еден незапирлив каузален след на Рут Голберг машината, каде последиците се плаќаат со живот. Филмот го направи своето предупредување за дефицитарниот медицински персонал и на потек се овие идеализирани држави од Алпскиот регион да демонстрираат дека се способни да се справат со потребата од работен кадар, за да ги одржат во живот своите жители, па макар и да се вработуваат домашни доктори, кои веќе подлегнуваат на тие мртовечки смени со една мала разлика. Нивниот труд ќе биде неколкукратно финансиски надграден, за разлика од кај нас, каде студирањето и специјализацијата се обезвреднува. Лицето на Швајцарија е секој пациент и секој доктор, кој положува заклетва да се грижи за него, кога се наоѓа во најниска точка на неговото здравје, да биде автомеханичар на неговото тело, а за лекувањето на душата, за тоа ќе се погрижи овој филм. На 5-то место се наоѓа It Was Just an Accident од Џафар Панахи, во кој еден автомеханичар се потсетува на грозоморните денови кога бил затвореник во иранскиот затвор, кога во гаражата кај што работи ќе дојде човек со семејството за кој се сомнева дека е немилосрдниот измачувач кој го малтретирал него и останатите затвореници. Во паника реагира импулсивно и го киднапира, а потоа ги посетува затворениците кои исто така подлегнале на неговата злоупотреба со надеж дека ќе му помогнат да го потврдат идентификувањето на злоупотребувачот, за да го избрише сомнежот дека има киднапирано можеби погрешен човек. Канскиот победник е единствениот филм од листата кој не успеав да го рецензирам оваа година во засебна епизода, за кого се надам
дека ќе можам да најдам време и место во видеологија да подлегне на мојата анализа и немам сомнеж дека тоа ќе се случи, за разлика од сомнението на механичарот, кој не само што не е на чисто со себе си дали го киднапирал вистинскиот злосторник, туку и не знае дали кога веќе ја има превласта врз неговиот живот би возвратил со истата доза на тортура како и чуварот, би му го одземал животот или би го пуштил на слобода. Истите овие прашања во помала доза ги мачат останатите жртви, бидејќи дел од нив веќе имаат поискристализирани мерила и не се двоумат толку многу дали малтретирачот ја заслужува казната, а со оглед на тоа што ние слушаме како емоционално и физички засадувал трауми во нив, се прашуваме што би направиле да сме во нивна кожа. Дали ќе ги гледаме повторно работите црно-бело како од удобноста на нашите домови. Во супериорната трилогија Vengeance на Парк Чан Вук, ликовите повеќе се оптоваруваат како ќе се одмаздат наспроти тоа дали има одмаздолюбие, но во овој филм се поставува вечното прашање дали да се копа двата гроба, кога човек се одмаздува, еден за себе, а друг за жртвата, која во овој случај била или не нивен злоупотребувач во мизерна земја на цензурата, која одамна има расчистено со основните човечки права. На четврто место се наоѓа Sentimental Value од Joachim Trier, во кој Густав Борг е глумен од Стелан Скарсгард во улога на славен режисер кој има напишано сценарио инспирирано од самоубиството на неговата мајка, во кое сака да глуми неговата ќерка Нора, глумена од Рената Рейнсве, но таа не е заинтересирана, па затоа ангажира американска актерка, односно Рейчел Кемп, глумена од Elle Fanning, да ја заземе носечката улога. Триер има зошто не сака да дозволи ќерката туку така да му глуми во филмот на родителот, кој се обидува преку филмскиот медиум да се доближи и залекува пукнатините во семејството, кои тој ги има направено со самото негово отсуство и негрижа, или пак да ги експлоатира за да ги врати своите славни режисерски денови, тоа проценете сами. Како и секој режисер, подготвен е да ги искористи сите средства за да ја оправда целта, која би значила финансирање на филмот. Скандинавска антитежа на Dying, каде се прави дисекција на едно модерно норвешко семејство, чиито членови длабоко во себе ги чуваат јадежите и револтот на третманот кој го имале низ годините, невидливо негодување кое се присутно во делото, кое изискува одлична резигнирана глума од Стелан и Ренате. Филмот може да го излекува семејството, колку што едно семејство може да го излекува филмот на режисерот Панкер, кој го сними неговото емоционално најсофистицирано дело, каде со суптилностите се обиде да ги наслика портретот на семејството Борг, на кое има пукнатина во зидот во позадина. На трето место се наоѓа Април од Деа Кулумбегашвили, во кој Нина, глумена од Ив Сухиташвили, е гинеколог во грузиска болница која по смртта на новороденче соочена е со обвинување за незината работа, но тоа нема да ја спречи да биде од помош на локалното население во селото, на кое му се потребни извршување на абортуси, ставајќи ја својата кариера на ризик, затоа што се забранети со закон во Грузија. Не баш во сите држави од Европа живееме во 21. век, во некои треба да сведочиме на судирот помеѓу традиционалистичките убедувања кои се косат со достигнувањата во медицината, за државата да има целосна контрола врз женското тело, занемарувајќи го фактот дека со оваа законска одредба не само што нема да се спречи потребата од абортуси, туку и дополнителни животи ќе се загрозат, бидејќи абортусите ќе се изведуваат. Разликата е само дали ќе биде на трпезариска маса, штала или операциона сала, каде може да се има поголема контрола врз чистотата на околината. За пофалба се и над реалните чинители насреде хипнотичното возење низ пасторалниот предел покрај надоаѓачката бура. Одличен екземплар за slow cinema, кој одскокнува од неговите колеги затоа што не е безпричинско талкање, туку е вкоренет во неоткоренетиот проблем во грузиското општество, кое може да одземе судбини во која и да е рурална средина, каде не се пожелни придобивките на 21. век, затоа што властите сакаат народот да се дави во калта, во држава во која секој новороденче се раѓа со ортома околу неговата глава.
На второ место се наоѓа Едингтон од Ари Астер, во која гледаме неслогата помеѓу шерифот Џо Крос во малото градче во Њу Мексико, односно Едингтон, глумен од Жоакин Феникс, и градоначалникот Тед Гарсија, глумен од Педро Паскал во мај 2020 година во срцевината на ковид пандемијата, каде едниот е противник на мерките за заштита, а другиот инсистира на нивната примена. Анимозитетот помеѓу нив ќе ескалира кога, стримајќи на социјалните мрежи, ќе објави неговата кандидатура за градоначалник. Астер оваа година успеа не само да го сними еден од најквалитетните пандемиски филмови во кои ги опфати сите анксиозности и стравови на кои подлегнавме, туку е филмот кој на најдобар можен начин го представи поделеното американско општество, кое своите убедувања ги темели на заговори отколку на наука, која е во посет на мултимилиардерските фармацевски компании. Јас му тврдев и ќе продолжам да му тврдам на кинематограферот на филмот Дариус Конџи дека има снимено модерен вестерн филм со сите потребни архетипи, адаптирани на нужностите на денешните меури во кои милуваме да престојуваме и нашето дигитално присуство да иницира последици во физичкиот дел од реалноста. Колку и да го негираат фактот ликовите, постои само една вистина, нема повеќе, а до неја се доаѓа само преку сплотено действување за општо добро, а не со константно создавање на непријатели. Ковид пандемијата, израз на фалични генерации, им даде платформа и глас на тие што не знаат што зборуваат и лековерни следбеници што рака би пресекле само да бидат среќни нивните идоли. Стадо со себични овчари ќе мисли дека се јаде се што лета. На почесно место се наоѓаат The Brutalist, Materialist, Train Dreams, Lurker, The Assessment, I'm Still Here, Die My Love, If I Had Legs I'd Kick You, A Real Pain, The Girl with the Needle. На прво место се наоѓа Сират од Оливер Лаксе, во кој Луис, глумен од Серхи Лопес, и неговиот син Естебан се движат помеѓу посетителите на рейв забавите во Мароко, подавајќи фотографија од ќерката и сестра Мар, која е исчезната, бидејќи последното нешто што го знаат за неја е дека заминала на некоја од забавите во пустината. Тие со нивниот джип следат група на рейвери, патувајќи низ ужасите на светот, за кој преку радиопреносите дознаваме дека е во фаза на отпочнување на Третата светска војна. Единствениот филм од листата за кој можам да речем дека драстично посилен ќе биде впечатокот доколку се погледне на големо платно и се восприеми еден од највпечатливите музички скорови од оваа година низ звучниците на киносалата, сраснувајќи со пустинските предели и создавајќи едно трансцендентално патешествие во недопрени пространства меѓу животот и смртта, каде потрагата станува самата цел, бидејќи првичната намера секој ден станува се повеќе недостижна. Во тоа растегнување на апсурдот на ликовите им се случува животот, односно како и сите нас поминуваме низ одвратни мигови, се измолкнуваме од нив, повредени, што физички, што духовно, но секогаш возиме напред. Без разлика дали непредвидливо ќе налетаме на минско поле или успешно ќе ги избегнеме сите препреки и стапици кои ни ги поставува животот, кој колку и да дава, исто толку одзема. Создавањето на групацијата на маргиналци, посветени љубители на електронскиот звук, докажуваат дека секое здружување на луѓе кои живеат за тоа што го слушаат, не стигматизира, бидејќи знаат што значи секојаш да си гледан попреку во општеството и секој на своето животно патување го прифаќаат како свој, дел од своето племе кое танцува на битот помеѓу животот и смртта. Токму поради овие радикални сценаристички решенија, кои се во дослух со неповторливата аудиовизуелна ковалентна врска и апсурдните квалитети кои овој филм ги поседува, сметам дека ја заслужува титулата Филм на годината според Видеологија и за волја на иронијата, морав да ја утнам последната сцена од Сират за да го најавам прикажувањето на Едингтон во друга киносала на Манаки, а на крајот на годината тоа да станат двата филма кои ми ја одбележаат 2025. Ова беше бонус изданието на дигиталната архива Видеологија, посветено на топ 10 филмови за 2025 година. Доколку ви се допадна, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Среќни празници и во 2026 година Видеологија ќе гледа филмови што живот значат заедно со вас. Поздрав!